Добар ден. Почетокот нова работна недела стандардно и проверено ви го носи новото продолжение од Фактор здравје, во кое што срдечно ве потсетувам дека вашата здрава навика и тоа како денеска ќе биде на исклучителна патека во контекст на превенција и она што е актуелно кај нас, но и на светско ниво. Пред да ги представам двете гостинки денеска во студиото и темата на која што ќе разговараме, дозволите ми во контекст на она што ќе биде главна тема, ќе биде поврзано со штетното влијание на цигарите, да ви ги представам фактите во рубриката Истражувањето докажа. Бидејќи веќе открив, ќе зборуваме денеска за последиците кои што исклучително се штетни во однос на организмот од пушењето на цигарите, во контекст на фактите кои што се презентирани од американското стручно списание Чест, ќе ви ги презентирам фактите кои што се однесуваат на навиката пушење цигари и што се случува во организмот непосредно по престанувањето на оваа штетна навика. Според ова списание, само неколку недели по откажувањето на цигарите, доаѓа до редуцирање на маркерите поврзани со воспалителните процеси во организмот. Истражувачите кои што ја публикуваа оваа истражувачка мисија Историја веруваат дека резултатите можат да бидат конкретен пример на речиси моменталната корист за здравјето. Оваа штетна навика годишно во светот одзема живот на 6 милиони луѓе. Пушењето во бременоста познато е дека е фактор на ризик за прерано породување и развој на астма кај бебето. Се покажало и дека децата на мајките кои пушеле во време на бременоста значително потешко успеваат да престанат да пушат, отколку што е тоа случај со адолесцентите, чии мајки не пушеле во текот на бременоста. Би рекол дека актуелен момент во државава е и промената и иницијативата за промени во законот за пушење на јавни места од една страна, а од друга страна денеска ќе се осврнеме, реков, на штетното влијание на пушењето цигари и несогледливите, би рекол, податоци и последици кои што ги предизвикува кај организмот кај секој човек. За таа цел и за сериозноста на оваа тема денеска во Фактор здравје решивме да поканиме дури две гостинки со кои што ќе обработиме оваа тема и веднаш најавувам дека и вам ве очекуваме на од двете телефонски линии да соработувате со нас. Бидејќи сте две дами, јас би почнал од асистент доктор Марија Здравеска, субспецијалист пулмолог алерголог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза од Скопје. Добар ден и благодарам за вашето присуство, и доктор на медицински науки Камелија Бушлетиќ, која што е исто така субспецијалист пулмолог алерголог од клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје. Ви благодарам што сте со мене и благодарам што ни разубавувате атмосферата. Како сте? Добро. За сега добро. Спремни за прашања, спремни за разговор. Да, благодарам. Ви благодариме и ние за можноста да се обратиме до вашите гледачи со ова многу актуелна тема. Сигурно, и само да споменам во однос на представувањето ваше, доктор Здравеска, дека вие сте и актуелен претседател на Македонското респираторно здружение, и она што е актуелно и во моментов интересно ќе почнеме да го разговараме, ако сте согласни, по блокот реклами, по кој што ве поканувам да останете со нас и активно да земете учество во Фактор здравје. Со доктор на медицински науки Камелија Бушлетиќ, субспецијалист пулмолог алерголог, и асистент доктор Марија Здравеска, исто така субспецијалист пулмолог алерголог, денеска во Фактор здравје ќе зборуваме за последиците кои што се штетни нормално од пушењето цигари и она што е актуелно во моментов и што сигурно сите вие кои што пушите или не пушите цигари, како информација ви е потребно да го слушнете, а доколку имате интерес ве поканувам на 6091-925 и 6091-924 да се јавите и активно да учествувате во емисијата. Би почнал од оној момент, од отвореното писмо кое што вие како претседател на Респираторното здружение на Република Македонија го испративте до сите медиуми, до претседателот и до владата на Република Македонија со цел интервенирање, би рекол, и она што вие од ваша страна го барате, би сакал да го споделите во однос на измените на законот за пушење на јавни места. Па слушаме во медиумите веќе од јули, некаде континуирано од време на време, нели, се актуализира таа тема, па потоа пак некако стивнува, дека постојат некои интенции од страна на владата да се на некој начин променат некои ставки во законот кој што беше донесен 2010 година за регулирање на пушењето во Македонија, кој што закон може да се каже дека е еден вид од средните закони во Европа, па и во светот. Не е ни најригорозен, но има и многу помалку ригорозни, особено во помалку развиените држави во Русија. Законот одваи
што почна и да се применува, односно и не се ни применува комплетно до крај, а ние веќе се соочивме со една тенденција да се либерализира. Во првиот момент се надевавме дека јавното мислење ќе го направи своето, нели дека нема да има потреба од нашата реакција, но кога дојде ситуацијата до таму да се направи нели еден предлог, веќе законот да влезе, тој предлог закон или предлог закон за измена, да кажам, да влезе во собранинска процедура и дополнување, за да влезе во собранинска процедура по скратена постапка да се разгледува. Ние како дружение почувствувавме една потреба, мислам не само како здружение, туку како доктори, почувствувавме потреба да го изнесеме нашето мислење по повод кои би можеле да бидат последиците за ваква либерализација, односно ние сметаме дека и една точка да се ретерира од овој постоечкиот закон веќе ќе има многу големи и неприфатливи последици по целокупното општество, па ако сакате и по пушачите и самите пушачи. Ова иницијатива е поддржана и од Сдруженијето на пулмолози на Македонија, така да би можела да кажам дека скоро целокупната пулмолошка фела или респираторна фела во Македонија го дели нашето мислење во однос на овој нова и практично стои за ова отворено писмо. И она што би дополнил не се само пушачите во прашање, туку оние кои што се пасивни пушачи или секундарни пушачи, како што ги нарекувате вие со стручен термин, бидејќи морам јавно да кажам дека вие не сте пушачи на цигари, тоа ми е драго, бидејќи не го зборувате ова залудно и јас како не пушач сигурно дека пушењето цигари тоа како има штетно влијание на нас секундарните пушачи. Овде би сакал тука да нагласиме и што како последица пред се покрај примарното пушење може да предизвика секундарното. Па прво проблем ја би сакала да напоменам, значи зошто овој закон би се сменил прво. Малце логиката во целава работа е излезена од контекст, заради тоа што се збори за некое граѓанско право. Колку што знам, ниеден устав никаде во светот како граѓанско право не го дава пушењето и овдека повеќе се работи за искористување на една граѓанска слобода на пушачите за самоуништување, наспроти правото на непушачите да се изборат за еден здрав воздух и здрава средина. Или да се одбранат. Па, како и да го свртите, во секој случај, ние како пулмолози се бориме секојдневно со секој пациент кој што е пушач, да намали број на цигари кој ги пуши во тек на денот, фактички затоа што знаеме дека и секоја една цигара која што е помалку испушана е веќе голема добивка за пациентот лично, или не мора да е пациент, под наводници здрав пушач, и уште повеќе на тие луѓе што се околу него, затоа што сите знаеме дека пушењето е штетно и директно, меѓутоа индиректно на оние кои што се индиректни или пасивни пушачи, и последиците кои што ќе ги имаат и пасивните пушачи се многу блиски до оние кои што се активни, бидејќи се долготрајно изложени, затоа што сите последици од пушењето не одат акутно само, него се долготрајно изложени на пушење и на количество на испушени цигари на тие околу нив. И уште што е потрагично, значи они не се директно виновници за нечија зависност. Сакавте, доктор Да Здравеска? ви одговорам по-директно на она што го засегнавте како тема. Законот не ги засега само непушачите, секако, значи непушачите на прво место, бидејќи они ќе бидат на некој начин сега се делумно заштитени од изложеност од тоа пасивно пушење, меѓутоа ги засега и пушачите, бидејќи ако вие сте пушачи и имате услови да седнете и во една затворена просторија или да кажам удобна просторија, особено во зимските месеци, ќе испушите многу повеќе цигари отколку ако морате да излезете. Нели тоа беше темата, кафичите и пушењето во ноќните клубови и институциите. Ако излезете една цигара надвор, ќе се замислите дали баш морам да ја испушам или ќе редуцирате една и две. Значи, мислам дека концепцијата, многу убаво кажа Камилија, е погрешно направена на законот. Се предпоставува дека ние треба на пушачите да им обезбедиме услови за пушење, но етаблиран факт во светот е дека пушењето е зависност. Практично, такво нешто како здрав пушач дури и во денешната терминологија на Светската здравствена организација и не постои. Значи секој пушач, независно од тоа дали се уште кај него во моментот се манифестирале или не се манифестирале патолошките, да кажам, состојби, тој е болен човек или потенцијално болен човек, ако ништо друго е зависен од има никотинска нарушување, да. Така што
сакам да можеби ќе звучи грубова аналогија, но тоа е како да разговараме да на еден зависник од хероин му овозможиме услови да прима хероин или на еден алкохоличар му овозможиме услови да прима алкохол. Борбата не е во тоа. Борбата е дури и оваа популација на луѓе кои што се, да кажам, на некој начин зависни или упразнуваат пушење, да им помогнеме да се одвикнат во таа или да намалат, како што рековте. Таму треба да ја насочиме борбата, а не да им овозможиме услови да и понатаму уживаат во својата зависност, непречено што повеќе. Единствен кој што може да има корист од тоа е тутунската индустрија, никој друг. Понатаму мораме да ги согледаме аспектите на професионалната експозиција. Значи мислам дека никој, дури ни во образложението, јас го читав предлог на законот, во образложението со кое што пратеничката група нели го бара законот, никаде не е спомнато дека ќе се јави еден проблем кој што се однесува на луѓето кои што работат во тие институции, да кажам, нокни клубови, да не ги редам сите, беа наредени нели кафичи, коцкарници, угостителски објекти. Значи таму во тој простор неколку непушачи или некои пушачи ќе престојуваат одредено време, саат, два и така натаму, колку што ќе одберат, и ќе бидат изложени на тоа пасивно пушење. Но луѓето кои што работат како келнери или други видови на вработени готвачи и така натаму, сите тие 22 дена во месецот, како доаѓа 20-40 часа неделно, ќе бидат изложени, нели, во тек на целото свое работно време, ќе бидат изложени на тие, експонирани на тие сите штетни испарувања кои што штетни согорувања кои што се јавуваат од тутунот, а ние од една страна зборуваме да ги заштитиме луѓето, да кажеме кои што работат во рудници така натаму, кои што се професионално експонирани, како ќе ги заштитиме луѓето кои што ќе имаат професионална експозиција во угостителските објекти. Понатаму, дали мислам дека ваква либерализација на законот потекнува и на друг еден момент на каква порака ние ќе дадеме на луѓето, на младите, на луѓето кои што се потенцијални пушачи, на адолесцентите кои што знаеме дека се највулнерабилна група и за создавање на зависноста, но и за откажување од пушење. Значи, каква порака даваме како општество дека е прифатливо, да кажеме, да се конзумира цигари или тутун и дека на некој начин ние уште сакаме да го овозможиме тоа. И би рекол она што за што ние пред се залагаме во фактор здравје и целото Министерство за здравство и целата јавна политика во државава, би рекола тоа е каде е превенцијата тука. Точно така. Прво треба многу отворено јавно да се каже дека најтешка зависност е никотинот. Значи, ние кои што работиме знаеме дека тоа е потешка зависност од хероинот. И ако вие наместо да ограничувате места каде што може да биде полесно достапно и да купите цигари и да имате комодитет во консумирањето на цигари, значи ние на некој начин и стимулираме обратно од она што треба да има. Знаме што да се отворат официјални центри за откажување од пушење, а не ние сите работиме добротворно за таа работа, тие треба да се подпомогнат, да се едуцираат помлади колеги и голем дел од млади, дури и студенти, треба да се направи програма која што ќе оди од деца од градинки па нагоре низ цел образовен систем, да фактички ние стимулираме да не дојдат они да пушат. Бидејќи кога ќе почне пушењето, тоа е таква јака навика да многу тешко и со наша помош и со се можат да се откажат. Долготрајно. Така, и плюс процес да се помогне на еден пушач. Так, и плюс значи земја во која што нема регистрирано лекови за откажување од пушење, што е уште поголема трагедија да оние лекови кои што се достапни надвор ги нема кај нас, а ги нема и соодветните суплементи како што се никотинските фластери и други работи за кои што веќе државата би требало, ако постои можност дури во тие центри без пари, да ги дава на сите оние кои што ќе имаат желба да се откажат од цигарите, а не обратно да даваме простор за таа навика да се шири уште повеќе. Во овој смисол ние од минатата година започнавме да работиме една програма која што е подпомогната од Хенри Форд здравствениот систем и од Pfizer во Америка,
со кое што предвидовме и остваривме едукација на 100 доктори во Македонија, интернисти и матични доктори пулмолози, за да им помогнат на своите пациенти да ги одвикнат од пушење, но како што кажа Камелија, поддршката од институциите на системот, освен декларативна, нормално за тоа имаме поддршка од Министерството за здравство и ОДИС преку деканатот на медицински факултет, но поддршката во смисол на финансии, на логистика од страна на државата е минимална. Исто така во држава постојат декларативно 10 центри низ државата регионални во рамките на институциите на јавно здравје, во кои што би требало пациентите сами, они немаат проактивна улога, значи пациентот ако или пушачот ако е заинтересиран треба да се пријави кај нив за да добие помош, но исто така овие центри работат точно многу доброволно, мислам, скоро комплетно доброволно, значи немаат. На тоа би се навратила подоцна бидејќи некој не чека на линија да го слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Господјо, во програма сте, добро дојдовте, ве слушаме. Вака, сакам прво да ве поздравам вас за емисијата и гостите. Благодарам. И јас сум пушач и само сакам нешто да поразговарам, значи луѓето кај вас што се гостите сосема се во право. Добро. Значи се сложам сите последици, ние ги знаеме. Се до тоа него, јас би рекла, значи, зошто не се поведе ред еден во државата, зошто се садат тутуните, зошто се продаваат цигарите, веќе кога е толку штетно. Да. Ете, такво прашање имам, баш многу пати не ги слушам ваквите емисии и јас сум исто против, а еве пушач, сум ги знам последиците, него зошто веќе кога зборуваме за законите, вамо да не се пуши, таму да не се, па нека не се продаваат цигари или воопшто нека не се сади тутунот, што е проблемот тогаш? Сигурно. Благодарам за вашата сугестија. Дами, ако дозволите да ги видиме блокот реклами, а потоа ќе продолжиме со темата и можноста вие да учествувате денес во Фактор здравје. Ја продолжуваме денешната емисија на Фактор здравје и повелете на 6091925 и 6091924, доколку имате интерес и денеска сакате да поставите прашање во контекст на темата штетни последици од пушењето цигари, слободно обратете се, а одговор на вашите прашања ќе ви понудат пред се асистент доктор Марија Здравеска, субспецијалист пулмолог алерголог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, дел од кампусот клиники Мајка Тереза во Скопје, и доктор на медицински науки Камелија Бушлетиќ, која што е субспецијалист пулмолог алерголог од клиничката болница Аџибадем Систина. Зборувавме и кажавме што представува вашата идеја во однос и на Сдруженијето на пулмолози и алерголози и на Македонското респираторно здружение. Сакате ли коментар до господјата што се јави во однос на продажбата? Само на кратко ќе кажам, навистина тоа е работа на легислативата на земјата. Во моментот е забрането во земјава да се рекламираат цигари, за жал се уште не е забрането да се продава. Тука веројатно има многу економски конфликти во нашата земја во која што се одгледува тутун, како што убаво кажа господјата. Секако во едно идно време ние очекуваме нашата, да кажам, сите институции на нашата земја да се насочат кон тоа, да се стимулираат земјоделците прво да не го садат, туку да се префрлат кон некои по здрави, да кажам, условно речено култури во замена за тутунот. Исто така би било идеално да може и да се забрани продавањето и така натаму, но тоа ќе го оставиме за друг некој период. Да, мислам дека што побрзо, ама мислам дека само една земја во светот има забрана, некоја се земја мала под Неапол, под ова Килиманџаро, каде што ако не знам продават тутун и цигари до 5 години има затворска казна. Да. И сега толку да одиме ригорозно, мислам дека не е во ред, сепак мислам дека е поисправно да се подигне свеста на граѓаните на повисоко ниво. Сите знаеме дека сите знаат, меѓутоа се работи за зависност и точно заради тоа е проблем, бидејќи е тешка зависност. Дали во вашите ординации тоа го велат пушачите? Знам дека е штетно, ама не можам или... Значи, еден дел признаваат дека не можат, друг дел не признаваат и дури сакаат и да се кладат дека нели во наредниот месец или два ќе се откажат, но ние кои работиме со тоа и така знаеме дека е многу тешко. И многу треба соработка, меѓусебна помош, бидејќи тие спонтани откажувачи од пушењето се многу малцен на број. Има некои статистики кои што покажуваат дека ни 5%
сами не успеваат да се откажат од пушењето, иако кога го прашате пушачот, 90% од нив сакаат да кажат дека имаат намера да се откажат. Тука и би ве прашал заради сериозноста и би рекол да ги исплашиме дополнително, не да ги плашиме буквално со страв, но на штетните последици, што се случува и за кој период од почнувањето со пушењето цигари може да се почувствуваат негативни последици или нешто да не е во ред со општото здравје? Па, за колку време ќе се почувствуваат последиците е тоа индивидуално, меѓутоа дека организмот памти и на никого не му простува за оно што сме му правеле во минатото, прашање е само на време и кој орган ќе биде зафатан. Значи, многу е погрешно да се мисли дека само белите друбови и срцето, кардиоваскуларниот систем се тие кои што страдаат ради пушењето. Тоа не е така. Значи, секој орган буквално може да биде оштетен, затоа што тие штетни материи преку циркулацијата, значи продираат во нашиот организам и подеднакво се дистрибуираат низ сите органи. Со тоа е нормално дека колку еден орган е повитален, значи побитен, ако има некој што не е битен, значи Сигурно. толку е и опасноста да болеста која што ќе предизвика цигарата е поголема. Само еден факт дека цигарите се всушност најчестиот етиолошки фактор во медицината кој што е подложен на статистика. Или ризик тоа, фактор, да. Тоа покажува точно дека она фактички за колку многу болести е причинител и одговорен. Да. Значи, започнувајќи од значи, белите дробови, од асми, од ХОП, од значи, почесто воспаление на бели дробови, до карциноми, меѓутоа не само белодробен, 15 типови на различни карциноми можат, што знаеме до сега. Значи, затоа што ние се уште учиме, до еден диабет, од втор тип кој што се јавува до остеопороза. Пушењето во бременост, она што така, бременоста, причината за стерилитети и многу други работи. Така да листата на лекови е огромна, на болести е огромна, но она што е многу битно, сите тие болести во најголем дел се превентибилни. Значи може да ги превенираме, да делуваме да не дојде до ако немаме фактор ризик за нивна појава, а тоа е пушењето. Сигурно. И обратно, да. најголем дел од овие имаме болести, две јавувања, но ве чекам да завршите. Најголем дел од овие болести не можат да се лекуваат, особено ако се откријат во подоцнежна фаза, како што се карциномите, како што или тешко се лекуваат, како што се хроничните или циркулаторни болести, обструктивна болест и така натаму. Така што многу е важно да се превенираат овие болести. Многу е подобро да се престане со пушење, се работи на превенција, отколку да чекаме да се појават и тогаш да ги решавате вие лекарите. Да ги решаваме последиците колку што можеме, нели? Никогаш не можеме до крај да ги. Да. Уште две јавувања имаме во следниот блок. Добар ден до првото. Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте. Вака, поздрав до вас, емисијата ви е прекрасна, поздрав до двете прекрасни докторки. Благодарам. Сакам вака, јас сум еден страстен пушач. По страстен пушач тие самите знаат што се подразбира и ме интересира после оставање на цигари. После колку време почнува прва регенерација, што се вика да се регенерира организмот, да почнува да се ослободува дишење, срце подобра работа, бели дробови да отварат подобро да работат. И ме интересира кога е во прашање циркулација послаба, например на целиот организам, што се чувствува кај човекот кога циркулацијата му е недобра фактички, да се изразам лаички. Да. Дали нозете се ладни, дали раците се ладни, докторките во кратки црти нека ми објаснат, ќе бидам многу задоволен, ве поздравувам и посакувам пријатен ден. И вам пријатен ден, благодарам. И ако дозволите уште едно јавување и ќе одговорите на двете јавувања, добар ден. Ало, дали сте на линија се уште? Добар ден. Да. Господине, да, ве слушаме со вашето прашање. Зборувајте. Ве поздравувам емисијата, да ја поддржувам. Благодарам. И многу сум против пушењето. Јас ги пиев цигарите, можам да речем 20 до 25 години. Добро. Ама поголемо злото немало. Сега не сте веќе пушач. Еден на рајке него на кутија цигари. Да. Добро. Да пиев цигари се внесува за мене. Имав голем притисок на плуќата, големо искашлување и немир во душата. Немир во душата. Психофизичките способности беа многу намалени. Сега после 18 години се осеќам посвеж, со 20 години поќе можам физички активности да работам, речеме цел ден без забава. Значи од цигара поголемо зло нема.
Ви благодарам многу за споделувањето на вашето лично искуство. Имате ли коментари или прво да одговорите на првиот гледач? Едниот гледач, на другиот. Вие одберете кој ќе го земете како одговор. Значи прашаат за циркулацијата намалена господинот и кога првите бенефити или придобивки по престанувањето. Првите позитивни ефекти настануваат веќе за пола сат до 40 минути, кога се нормализира, бидејќи секоја една запалена цигара доведува за забрзана работа на срцето и еден лесен скок на притисокот крвен, така да за веќе 40 минути се нормализира срцевата работа и доаѓа до еден пад на крвниот притисок. Ефектите понатаму одат со враќање на чувството на мирис и на вкус. Пациентите кои што се пушачи не се свесни колку помалку го чувствуваат мирисот на храната и на останатите мириси во природата, но и чувството на вкус. Така да кога престинуваат веќе во рок од 2 до 3 дена им се подобрува тоа чувство и потоа постепено почнуваат враќањето на функциите. Но за тоа треба години. Белодробната функција оди за 5 до 6 месеци веќе некое подобрување, но треба 10 години за да ризикот од појава на белодробен карцином се изедначи како ризикот кој што го има исто пациент на таа возраст, но кој што до тогаш не бил пушач. Веќе за 5 години на 50% и повеќе се намалува ризикот од кардиоваскуларни заболувања и од мозочни удари, кои што се заболувања кои што се почести кај тие што се пушачи. По однос на слабата циркулација, тоа се средства кои што прават вазоконстрикции периферни, односно стеснување на крвните садови, а секое стеснување на крвните садови дава чувство на недоволна топлина, така да таа лоша циркулација е од една страна поврзана со тоа, но и од промените кои што самите цигари ги даваат, бидејќи прават системски воспаленија кои што ги зафаќаат сите крвни садови и го смалуваат еластицитетот на самите крвни садови, па нормално дека циркулацијата на секаде во организмот ќе биде помала од она што би требало да биде ако некој не пуши. И вториот гледач убаво сподели лични искуства и би рекол одговори за вас. Мислам дел од нашиот практично даде практичен пример за тоа како се чувствува човек кога ќе престане да пуши и на некој начин се надевам им даде мотив на гледачите кои се уште пушачи да што поскоро размислат, да испланираат и да престанат да организираат, ако им треба и помош, да престанат да пушат. Сигурно. И пред да го завршиме разговорот и да ви се заблагодарам, бидејќи го споменавме пушењето, кажавме дека се е тоа навика на која што може превентивно и директно да се влие. Тука само во предвид ќе го земам и загадениот воздух кој што го затвора, тој би рекол волшебен круг помеѓу пушењето цигари, загадениот воздух и ХОП, хроничната обструктивна белодробна болест. Ова е месец ноември, е месец на ХОП, така да еве треба да го спомнеме и тоа. Пушењето е како само еден фрагмент, но многу застапен од глобалното загадување и внатрешно и надворешно. Така што ние, ако не работиме на тоа да го намалиме, да ја намалиме стапката на пушење или на согорување на цигари, работиме директно на зголемување на загадувањето и во внатрешните простори и надвор. Тоа што пушачите викаат ке запалам една цигара надвор, они се грижат дека пасивното пушење внатре ќе се намали, но исто така придонесуваат за глобалното загадување, кое што не се состои само од оние PM10, 2,5 и така натаму честички, туку се состои и од многу гасови, хемиски материи кои што и многу други хемиски материи за кои што помалку се зборува, како и да е сите тие делуваат со помош на оксидативен стрес практично на организмот, на целиот организам и директно, акутно, со своите акутни ефекти, како иритација хемиска на сите лигавици на кожата која што е изложена, но и долготрајно поттикнувајќи разни инфламаторни процеси во организмот, како што кажа Камелија, со кои што долгорочно делуваат на генерирање на хронични инфламации, хронични болести во самите бели дробови и други органи, циркулаторни органи и така натаму, но и проканцерогено односно поттикнуваат можност за создавање на разни карциноми во организмот. Сигурно. Уште нешто сакавте да дополните или? Па, чисто само една вака попрактично, пластично покажување дека пушач живее 10 години помалку од непушач,
А ако живеете во град во кој што има големо загадување, животот има некоја статистика дека е пократок за 8,6 месеци. Па сега математиката е многу едноставна. Исто би сакала да спомнам уште една математика која што ме поттикна да ја побарам во образложението за направленичката група која што бара да се либерализира законот, која што пишува дека има една ставка, дали беше 2 или 3, не можам да се сетам сега, во која што пишува дека таквата либерализација на законот нема да има финансиски последици по буџетот на државата, што верувам дека не е точно, заради тоа што самиот факт, само еден краток факт ќе кажам, дека на светско ниво 1,4 трилиони долари, тоа веројатно доаѓа 1400 милиарди долари, годишно се трошат за лекување на болестите кои што се последица од пушењето. Така што, освен ако ние како држава немаме намера да ги лекуваме нашите болни, не постои начин да таквата либерализација нема финансиски импликации на Сигурно, уште многу може да ја продлабочиме оваа тема и прошириме, би рекол, ево ова само нека биде фрлена ракавица, би рекол, и до авторитетите, но и до пушачите и оние кои што идни генерации не би сакале нормално сите ние да пушат цигари, само да знаат каде треба и кога да се опратат и доколку имаат можност да делуваат, би рекол, на најблиската околина и пошироко со своите дејства. Ви благодарам што ни ја разубавивте, од стручен аспект донесовте информации и покана повторно, заедно и поединечно да ни бидете дел од Фактор здравје. Благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш. Поздрав до сите гледачи. Благодарам во нивно име, доктор на медицински науки Камелија Бушлетиќ и асистент доктор Марија Здравеска, двете субспецијалист пулмолог алерголог, денеска беа гостинки во Фактор здравје. Ви благодарам и за вашата соработка и внимание и покана за неполни 24 часа да ни се придружите во новата наша емисија. Поздрав до утре и секое добро.